Благодарам уште еднаш на господинот Минов. Значи, амандманот се однесува на изградба, односно конкретно во оваа фаза, она што го барам се средства за изработка на проектна документација и физибилити студија за 3-годишен проект за изградба на обиколница на градот Велес, околу градот Велес. Зошто го велам ова? Градот Велес има многу голема специфика на својата архитектура и својата поставеност заради структурата на теренот на кој што е поставен. Иако во собранието сме неколку пратеници од Велес, верувам дека сите од вас присутни во салата сте биле во тој град, сте го виделе, знаете како функционира. Практично градот функционира со една улица и со многу сокаци. Има и други помали улици во околината, околу новото училиште, околу училиштето Васил Главинов, касарната и така натака, но во принцип целокупниот сообраќај во градот Велес функционира по една улица, таа е онаа главната Благој Ѓорев и една повратна кај спортската сала Гемиџи, а целокупниот друг сообраќај во градот функционира по сокаците на повисоките делови во градот. Сега, идејата е постара, идејата потекнува од последните парламентарни избори, случајно или не. Овој проект беше ветен и во програмата на СДСМ и во програмата на ВМРО-ДПМН. Да останеше ВМРО-ДПМН на власт, јас прилично сигурно врз база на претходните искуства со другите капитални проекти кои што ги реализиравме во Велес, театарот, хидросистемот Лисиче, слечиштето Рамина, индустриските зони и така натака, да не набројувам, верувам дека ќе имаше придвижување за овој проект. Зошто е битен? Заради тоа што е градот закрчен во својот сообраќај. Целокупната комуникација и циркулација која што оди на релација спрема индустриските зони, спрема погорниот дел на населените места Јаболчиште, Оризари, Превалец, Чашка, Лисиче, Стари град, Извор, Богомила и така натака. И па дури и на она зашто колегите сакаат да се пофалат дека некој шумски пат се израмнува помеѓу Богомила и Црнилиште, е во насока на ова обиколница која што велиме дека треба да се направи. Сега, има една предност, која што сум сигурен дека заменик министерот за финансии не ни ја знае. А тоа е дека веројатно, еве, Диме Велковски ќе се потсети, он е бил активен во политиката во тој период, господинот Минов бил активен во политиката во тој период. 1994 година имаше едни парламентарни избори. Тогаш Црвенковски стави камен темелник на патот Велес-Бабуна, Прилеп. И тоа е... Не, се ова ми е битно сега. Зошто конкретно го кажувам, веројатно ќе се сетат колегите Велковски и Минов. Значи, стави камен темелник на еден пат Велес-Бабуна, Прилеп. Тој пат требаше да оди токму во регионот на Азот, но да поминува токму над градот Велес. Се направија 7-8 километри пат, кој што се наоѓа токму над градот Велес и тука се прекина. И тој пат кој што требаше да започне 94-та, односно започна да се гради 94-та, требаше да се заврши веројатно 95-та, 96-та, 97-та, 98-та, не знам, никогаш не продолжи да се гради. Тие 6-7 километри на асфалтен пат, широк, требало да биде магистрален пат, кој што се наоѓа над градот Велес, во делот од топилницата Злетово во правец на фабриката Киро Чучук, значи има индустрија која што може да се поврза, е пат кој што сега е во функција за локалното население, кој што има бавчи, лозија и така натака. Значи, од целокупна должина од 12 километри, половина е веќе направена. И тоа, јас сум го објаснувал на колегата Иванов и сум го замолил да пренесе и до владата, и до локалната самоуправа. Ние сме го имале во предвид и кога сме го ветувале на последните парламентарни избори како нов проект, сме го имале ова во предвид. Значи, треба да се искористи површина на пат кој што е мртва сега и не се користи за ништо, за да се направи обиколница. Две идеи се. Секако патот треба да почне некаде кај теренот на над топилницата Злетово, кај што ние популарно граѓаните на Велес знаеме дека е онаа згурата,
отпадот, кој што ветивте и тоа дека ќе го исчистите, ништо од тоа. Односно имаше проект, па запре со доаѓањето на СДСМ на власт. Значи, од таму треба да започне патот, да го искористи веќе направенијата делница од патот Велес-Прилеп и двете идеи се едното е да заврши со крак некаде горе кај тунел 2, каде што има пробиен земјан пат, а може да се направи и сообраќајница. Втората идеја е да се симне патот некаде во пределот пред или после селото Горно Оризари, населено со бошњаци, во насока на тоа да се поврзе со пределот околу Свиларата и Порцеланката, кои што претходната власт и претходната локална самоуправа има концепт да ги развиваат како индустријска зона. Доаѓа инвеститори, гледа околу можноста да инвестираат во тој предел, но сето тоа овие 2-3 години е запрено и стопирано. На овој начин ќе се помогнеше на граѓаните на Велес, заради тоа што градот ќе се растеретеше од многу голем обем на сообраќај, полесна ќе беше комуникацијата, но и ќе се помогнеше на сите овие населени места кои што ги кажав. Во тој случај, доколку моите сограѓани од, пример, село Горно Оризари, сакаат да одат за Скопје или да се вратат од Скопје, немаше да има потреба да губат 20 минути да влегуваат низ Велес, низ гужвата во Велес, туку по обиколница над градот право ќе стигнуваа во своите куќи. Истите 20 минути ќе значеа заштеда и за граѓаните на Јаболчиште, Чашка, Лисиче, Стари град, Извор, Богомила, Теово и така натака, и сите населени места кои што се во тој предел. Сега, она што е битно, почитувана заменик министр. Вие сте во влада предводена од Социјалдемократскиот сојуз. За жал, овие денови се однесуваат и како заменик министр предложен од Социјалдемократскиот сојуз. Јас затоа ќе си дозволам вам и на сите присутни да ви покажам дека ова е една програма која што ја имаше Социјалдемократскиот сојуз во Велес. И во таа програма, првото ветување од господинот Заев, една слика со тоа што све треба да се направи за градот Велес, за живот во Велес. Ќе свртиме неколку страни и ќе дојдеме до... Сакам конкретно, јас го знам ова, но сакам и граѓаните да го видат, конкретно во делот каде што се ветува изградба токму на ова што јас го предлагам, како амандман денеска. Со тоа што до сега не се започнати нити подготвителни активности околу ова прашање. Значи, јас предлагам пари за изградба, за програмска документација и физибилити студија. Заради тоа што 3 години од кога сте дојдени на власт, тоа што сте го ветиле, не сте го ни претнале, ни помрднале, ни помислиле, ни било што да направите околу оваа работа. Но заобиколен пат од Башино село до Преварец. Тоа е тоа. Значи го има како ветување, рок на изградба 2021. Сега до сега нема програмска документација и нема физибилити студија. Теоретски шанси нема нити да го почнете, камо ли да го направите до 2021 година. Еве го заобиколен пат од Башино село до населба Преварец. Значи, што правам сега? Предлагам амандман на ребаланс на буџет пред мнозинства на пратеници од Социјалдемократскиот сојуз за реализација на програма која што е ветил Социјалдемократскиот сојуз. За градот Велес. Јас денеска во насока на коректност во дискусијата нема да ги набројувам проектите кои што се градени во наше време во Велес, а се многу. Но ќе си дозволам да кажам дека овој амандман, исто како и другите амандмани, завршам за 1 минута, господин Минов, ако не е проблем, како и другите амандмани, се извлечени од програмата на Социјалдемократскиот сојуз. Во насока да ве охрабрам да си реализирате програмата од тоа што сте го ветиле, пошто во Велес ништо не е направено од кога Социјалдемократскиот сојуз ја доби власт. Тука ќе завршам, ќе искористам остатокот
От тоа што планирав да го кажам, под другиот амандман да го оформам. Благодарам.